Почитувани, на предлог на Левица, а со поддршка на ВМРО ДПМН, Советот на Општина Аеродром на последната седница усвои иницијатива со која ќе побара од Собранието поставување на споменикот на Андон Лазов Јанев Ќосето на територија на аеродром. Оваа иницијатива е само уште една потврда дека ВМРО ДПМН и Левица се доследни на тоталитарната идеологија на бегалецот во Будимпешта Никола Груевски. Клучниот символ на груевизмот, споменикот на екзекуторот на ВМРО, убиец на собствениот брат, джелат кој извршувал нарачки за убиства, Андон Ќосето, познат како Касапот, стоеше пред палатата на правдата со цел да подсетува на страшната судбина што може да ги снајде сите кои мислат поинаку. Споменикот на Ќосето беше дивоградба, затоа што беше поставен со грубо кршење на повеќе закони, меѓу кои и Законот за меморијални споменици и спомен обележја, и затоа беше отстранет, а на негово место пред палатата на правдата беше засадено дрво од видот гинко како символ на човековите права. Токму тоа е разликата меѓу СДСМ и локалната коалиција ВМРО ДПМН Левица. Наместо да ги решаваат предизвиците на граѓаните денес, сакаат да не вратат во минатото на Груевски и Ќосето. Да подсетиме дека и градоначалничката на Скопје, поддржана од ВМРО ДПМН и Левица, Данела Арсовска, исто така бараше споменикот на Ќосето да биде вратен на претходната локација. Наместо нови капитални инвестиции, враќаат стари споменици со спорна символика. Ете тоа нудат ВМРО ДПМН, Левица и Арсовска. Го подсетуваме Тимчо Муцунски дека граѓаните гласаа за нови градинки, училишта, културни центри и паркови, а не за споменици, долгови, диви депонии и урбан хаос. Го повикуваме Тимчо Муцунски и неговата коалиција на ВМРО ДПМН и Левица конечно да се фатат за работа и да престанат да ја замајуваат јавноста со ефтини иницијативи од кои ништо добро не може да произлезе. Благодарам.